Ако се вделе наредба, Абе, дай не страшно, не така. Куди делам ова е горе. Да ми го нема, е тоа ми беше. Какво помни, защо граничаните да пусти инспекция да види диските кого трябва да пусти? За каква брата функционира? Протират там. Полицията не са криви. Що ги не те потиш? Що пепане, що? Брза на полицайците раците. Защо ги брза? Сето свети да им се найдат, како ја моето ще го погребам така и они да се погребат. Едно имах, едно и тоа ми го отнема. Врата има, како на шупата, кај нас на шупата беше вратата у диското, таква врата има. Треба 5 врати да имат, 5 врати. Нека снимат, нека снимат. Нека да си кажат. ако се вделе наредба, Абе, дай не страшно. Официјални информации, сите пациенти се згрижени, сите се во стабилна и релативно добра состојба. На хируршки клиники тука се 25 пациенти моментално, во градска хирургија 24, во болницата 8 септември исто така 24, во Штип 31 и во Кочани 13, значи вкупно се 117 пациенти. Во меѓувреме се испратени надвор од државата 13 пациенти за лекување, евентуално да не се комплицира случајот на овие пациенти кои што лежат во болниците, што ги кажав. Посетени сите болници, секаде пациентите се згрижени во добра состојба, надворот живот на опасност. Ја јавно би сакал да им се заблагодарам на повеќето министри за здравство од регионот и подалеку кои што лично ми се јавија, министрите за здравство на Албанија, на Србија, на Косово, на Црна Гора, на Булгарија, ако не се сетам на некој друг што на Турција се слушнав и со него лично, така да нашите пациенти кои што веќе се тргнати на лекување ќе бидат во Грција неколку, во Булгарија неколку, во Турција неколку и другите ќе продолжиме и во Србија, да. И ќе продолжиме, другите ќе продолжат да се лекуваат. Тука јас се надевам дека не очекуваме веќе да има некакви компликации во тие што го ја преживеа оваа трагична ситуација. За секоја нова информација ќе бидете известени и се надевам дека ќе ве информираме нон-стоп за сите нови случаи. Дали има промени во здравствената состојба на некои од веќе хоспитализираните, односно дали има критични пациенти кои се останати овде на скопските хируршки клиники? Критични беа 20 пациенти. Може да се рече сега бројката е малце поголема, затоа и се потрудивме да ги однесеме неколку од пациентите. Ни се понудија во Солун, во Белград, во Турција, така да во Софија, така да се надевам дека таму ќе бидат најверојатно третирани, имаат специјални центри за тоа, другите ќе остануваат тука нашите доктори. Исто така би сакал да им се заблагодарам на целиот медицински персонал. Навистина ги прошетав сите болници и гледам таква солидарност на колегите и медицински сестри, болничари, доктори и тука на клинички центар и во 8 септември и во сите болници кај што поминав денес. Гледаме постојано во амбулантни возила, значи дали тоа значи дека се Пред половина час добивме такво сообщение. Зашто? 27 дека ќе се испраќаат надвор. Кој е количната бројка за да биде во план се уште да се испратат, меѓутоа до сега 13 се испратени. Кога ќе има екстра, плюс ќе ви кажеме. Во истите држави или има? Во истите држави. Софија,
Белград, Истанбул и Солун. Гледаме постојано амбулантни возила, значи на секои 5 минути, дали тоа значи дека се носат амбулантни возила од Штип и од Кочани? Уште еднаш ќе ви кажам, во Кочани бев таму околу пола сат. Значи сите пациенти се надвор од секаква опасност. Исто и во Штип. Тие неколку пациенти што биле покритични се испратени во клинички центар во 8 септември или во градска општа болница. Така да таму веќе немаме пациенти кои што можеби ќе имаат потреба за да дојдат наваму. Меѓутоа, луѓе сме, било што да се комплицира, тука сме, затоа и нашите капацитети малце ги испразнуваме и носиме во соседните држави, за да имаме капацитети за секој случај да прифатиме и ако нешто се комплицира. И ако реално не очекуваме. Министер, дали има семејства кои се уште не знаат Хајм се децата? Нивните деца, затоа што доаѓаат и до нас овде, луѓе ги прашуваат. Знам, и мене ми пишуваат доста луѓе. Значи, видете, ја имињата на починатите не ги знам и бројот точно не ги знам. Меѓутоа, ние се обидовме преку болниците да им обезбедиме имиња таму кај што се лекуваат за да семејствата стигнат. Меѓутоа, телата што не се идентифицирани, тоа е веќе работа на Министерството за внатрешни работи, да ги прашате таму. Ние сето тоа што имавме како информација, ги споделувавме преку нашите директори и јас лично и целата наша екипа што ги гледате околу мене, кои што се во кризниот штаб, кои што неуморно работеа од наутро до сега. Дали имате можеби проблем со капацитетите во однос на немедицински персонал, него и ресурси? Комплетно, значи овде е мобилизирано све. Дури во Кочани ми кажува без да ги повикуваат, сите болници околу Кочани, доктори, сестри дошле без да ги викаат. Истото се случуваше и во Штип, истото е во клинички центар, исто е во 8 септември. Без да ги повикаме, колегите доаѓаат и се солидаризираат. Има доволно лекови и останати средства кои се потребни? Све имаме, ништо недостасува, значи се што е потребно се има, пациентите се покриени со целата терапија, така да нема никаков недостаток на некое медицинско средство или терапија. Дали некој се Мола? Обдукцијата на телото? Тоа ќе прашате во судска медицина, тоа сепак оди преку јавен обвинител или како е. Дали има многу префрлања во приватните болници кои што се? Колку што знам, неколку, можеби се 2 или 3 или 4, тоа е. Да. Што ќе те потиш, што пане, што? Брзана полицајците раците, зашто ги брзаат? Што го бедо? Ако се вделе наредба, Абе, таа не е страшно, не така. Буди делам ова е дозволено. Сето свети да им се најдат, како ја моето што ќе го погребам, така и они да се погребат. Едно имах, едно и тоа ми го отнема. Врата има, како на шупата, кај нас на шупата беше вратата у диското, таква врата има. Треба 5 врати да имат, 5 врати. Нека снимат. Нека да си кажат.